На седницата на кризниот штаб на Република Македонија, кој се одржа синоќа во Скопје, учествуваа и представници од општината Кочани. Беа донесени мерки и заклучоци, од кои дел се однесуваат и на подрачјето, каде што минува реката Брегалница. Вчера во владата на Република Македонија се одржа состанок на кризниот штаб на Република Македонија во проширен состав со сите чинители што учествуваат во справувањето со кризните периоди што доаѓаат, кои се најавени од поплавите, можните поплави што може временските непогоди во наредниот викенд да ги донесат во Република Македонија. Заклучоците беа да се алармира состојбата пред се, да се известат луѓето во можните кризни подрачја кај што може да се јават поплави. Сите чинители што учествуваат во справување со кризата да ги добијат своите обврски кои треба да ги извршуваат пред се донесе заклучок да се извести населението во тие подрачја и координативните тела на општините да бидат спремни и да учествуваат цело време подготвени да учествуваат во координирањето на активностите што може да ги предизвика невремето што се најавува дека од петок може да ја погоди нашата република. Каква е состојбата во општината Кочани? Има ли кризни места? Секако ние имаме подрачја кај што имаме на територијата на општина Кочани 3 реки, така да ги речем, Кочанска река, Оризарска река Масалница и секако Брегалница. Ние сме припремени, координативното тело и во овој период се справуваше со досегашните проблеми, меѓутоа кризни места може да се јават по течењето на Кочанска река, конкретно за околу полските села во делот на Горни Подлог, Долни Подлог, Мојанци. Тука исто така и по течењето на Оризарска река, делот околу Грдовци и кон Мојанци. Тие се најкритични места, меѓутоа ние сметаме дека сме спремни да се справиме и со овој бранш што се најавува. Јас би сакал да искористам и оваа прилика да апелирам за жителите во овие подрачја да се припремат за можни надојдување на води, со тоа што сите вади околу во местата кај што живеат, сите вади да ги прочистат за да може да се зголеми проодноста на водите што ќе се појават. Треба да очекуваме дека можно е да има и доста вода во самите места на живење, бидејќи високи подземните води се доста високи, земјата не може да абсорбира и од самите врнежи без да дојде до излевање на речните корита. Заради тоа е битно многу да бидат овие вади прочистени. Ние исто тоа го апелиравме и го дадовме како налог на претседателите на местните заедници во овие села. И така би замолил, сите да бидат вклучени и бидат припремени, бидејќи се очекува овие поплави, можни поплави, да бидат уште поголеми од претходното невреме, кое за среќа општина Кочани добро се справи претходниот викенд, заради тоа што бевме и доста припремени. Во очекување на невремето кое се најавува за престојниот викенд, општинскиот штаб за следење на елементарните непогоди е подготвен за надминување на последиците од невреме.